Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Иван Бабановски. Професор доктор Иван Бабановски, универзитетски професор по безбедност, вршител на разни државни безбедносни функции, во Дистрикт на Цивил прес студио за прво најнакусо за помладите секако кој е професор доктор Иван Бабановски? Професор Иван Бабановски е дете од Кумановските улици, кој рано останал без татко, мајка му била чистачка и морал да се бори за екзистенција. Само благодарение на општеството во кое живеел Иван Бабановски, имаше шанса, како сите што имаа шанса, да работи, да се школува и да стаса до позиции на кои дојде, работеше, се докажуваше, остваруваше и успеси, преживуваше и неуспеси, но отиде во пензија со крената глава и до денешен се бори против организираниот криминал, големата корупција, неправдите во општеството и терористичките активности и шпионски велепредавнички дејности во мојава држава Македонија. Во една проширена реченица, од детството до универзитетскијата титула, до работните достигнувања и еве до Дистрикт. Не е непоследен повод, но тука пред мене е вашата најнова книга, Иван Бабановски автор, Балканот, шпионски крстопати. Што всушност представува? Ова е 12 моје дело. Се гордеам со моите дела, бидејќи сите се посветени на борба против организираниот криминал, против разузнавање со контраразузнавачки активности и против сите облици на тероризам, од оној радикален, клерикален и оној најстрашниот, најмонструозниот државен тероризам кој постојано ги загрозува малите, нејаките, необезбедени држави како што е и нашата држава Република Македонија. Професор Бабановски, што всушност представува терминот безбедност низ вашата призма на гледање, низ вашата наука и низ организациите низ кои сте поминали? Што е безбедност на една држава? Како се заштитува една држава и од кого се штити? Безбедност на една држава можеме да ја поделиме на внатрешниот дел и надворешниот дел. Ние во екс-Југославија и денеска во Македонија поуспешно се браниме и бориме против надворешните ризици и загрозување на нашата држава, одошто од оние сили кои действуваат внатре опозиционо, контрадиверзионо и ја загрозуваат стабилноста на државата. Може ли ја сега лаички да прашам, простете што ве прекинувам, велите од проблемни се, ако добро ве разбирам, внатрешните некои сили, но за разлика од надворешните, внатрешните се претпознатливи. Тука сме, еве сме ние сите, политички партии, служби за безбедност, полиција, не знам, агенции разноразни. Каде ги гледаме, еве во наводници ќе ставам непријателите на државата? Пета колона, која работи за остварување на интересите, туѓите интереси, можем да ги набројам. Тоа се интересите на нашите соседи, кои не ни се баш многу благопријатно наклонети и кои сите околу нас имаат некакви претензии кон Македонија, едни на национално, историски план, други на културолошки, трети на територијален план и така, значи секој од нив по нешто има како свое право да бара од Македонија, иако најголем дел на македонска територија се наоѓа се уште окупиран од нашите соседи и таму нашето национално малцинство ги нема елементарните човекови права и слободи. Тука картата на Балканот е веројатно најгорка е судбина на македонците. Ја кроеле големи сили, после големи војни и војни премрежија.
Но кога зборуваме за сегашниот карактер на државата, Република Северна Македонија сега е на територијата на која што е, нели, на север од како на север формирана држава, од времето можела ли за времето на Аснон да се крсти уште тогаш Северна Македонија? Не. Или никој не се сетил тоа да го направи на време, за да нема сега трауми? Ние денеска срамно бегаме од најголемиот епитет што можеме да си го ставиме, тоа е дека сме членка на антифашистичка коалиција, трета во Европа и четврта во светот. И еве да ви набројам во рамките на југословенските народи и на југословенската заедница. Ние дадовме 24.000 жртви во Народно-ослободителна војна на Југославија преку Народно-ослободителното движење на Македонија. Добро, но и на спротивната страна, да речем, на фашистичката алијанса, ако може така да се изразам, исто така имало жртви. Помина што се вели скоро век. Нели, се протежираат разни политики на помирување, на добро соседство и така натаму. Само ние имаме очигледно на Балканот проблем со соседите. Еве сега конкретно со Грција на некој начин е решено или е решено. Останува со Бугарија. Ке биде ли тоа крај? Јас овдека морам да ви опонирам, не се согласувам дека ние нешто сме решиле со нашите соседи, особено со Бугарија и Грција. Ако нашите македонци во Бугарија ги немаат елементарните човекови права што ги гарантира и повелбата на Обединените нации, јас не се согласувам дека таму мојот национален елемент е елемент кој ги ужива сите права на демократска Што значи ги немаат? Бугарија. Ние сите знаеме дека ги немаат правата, еве поготово во Бугарија здруженијата. Во Грција ги нема некако македонците, не се пројавуваат. Има една-две организации кои не се нешто многу активни и главно се оди преку Брисел, преку таа форма човекови права. Судот во Страсбур има 16 пресуди за непочитување на правата на малцинствата во Бугарија, конкретно за македонското и така натаму. Не помага тоа во комуникацијата со Бугарија. Не ја спомнуваме и Албанија. Наш став во однос на соседите мора да биде апсолутен дипломатски реципроцитет. Апсолутен. Имаме ли моќ за тоа? Имаме. Ние не сме ни свесни денеска, а не сме свесни за тоа што немаме елементарен акт за нашата геостратешка положба, тоа е концепција за национална безбедност и одбрана. Специјално ова ваша книга, Балканот, шпионски крстопат, иако не е љубам што се вели во оваа емисија да покажувам дела на мои соговорници, но со сета почитна, ова рековте 16-та. Не, ова е 12-та книга. Што е, да, ќе стасат и до 16-та, се надам. Што е суштината на ова дело? Велите Балканот, а внатре колку што прелистав на брзина, се спомнуваат и Соединетите држави и други големи сили и така натаму. Насловот е Балкански шпионски крстопат. Овдека со векови се Ние сме некој вид Казабланка од времето на Втората светска војна. Апсолутно. Иво Андрич, југословенскиот, нашиот Нобеловец, рекол кој ни е виновен што сме изградиле куќа на крстосница. Ке ви се налутат некој ако речете нашиот, тоа е светски Нобеловец, може и нашиот да го кажеме од тој аспект, но кога ќе спомнете нашиот, одма асоцира на српски или на југословенски, нели? Тоа е она што ни една интересна интрига и афера од разузнавачки и воен карактер не одминала. Сите и двете светски војни започна на Балканот. Носители беа големите тајни служби на кои некои наши А зошто токму овде? Зошто не во Швајцарија, например? Патиштата на Римска империја и на патиштата на свилата не можеле никако да не поминат преку и на опимот на времето, нели? Така. Професор Бабановски. Ние овој аргумент, место да го употребиме во наш интерес, во наша корист и да бидеме играч од повисок
Но ќе прозборуваме за тоа, немаме енергија, сила, знаење, што немаме, ќе ни кажете. Јас сега малку нешто сега, некако многу брзо времето ни одминува за жал. Удба, која ќе се спомене удба и ден денеска, некој ако сака некого да навреди, и по социјалниве мрежи, и воопшто и на јавни личности, и во јавна комуникација, тоа е удба, што е удбашка школа, тоа е... Што е удба? Толку ли е елемент за оцрнување на карактери на луѓе како символ веќе? Кога велам удба, се разбира, се мисли на југословенската служба, тајна служба, нели? Кажете збор за Управа удба. за државна безбедност на Толку ли била осогласена, сакам да поранешна прашам. СФРЈ беше една од 4-5 светски служби за безбедност. Тоа беше служба за безбедност, разузнавање и контраразузнавање. Покрај неа во СФРЈ, во СР Македонија, действува уште и служба Воената за КОС, воено да. разузнавање и контраразузнавање КОС и службата за информирање и документација СИД. Така, се задржувам на терминот удба. Зошто толку е стигма тој термин? Толку ли била осогласена удба, малтретирала, затворала, шпионирала, ко дошла луѓе, ги набедувала, ги затворала без причина? Затоа што удба Или ја бранела држава? ја бранеше државата во многу критични мигови, како што беше резолуцијата на Информбирото, кога Сталин сакаше да ја оствари абсолютната доминација на во источноевропските држави и Варшавскиот пакт, Тито се спротивстави. Во тој период удба одигра битна улога да ја спаси Југославија од едно криминално, злосторничко, проинформировско делување и вовлекување на Југославија во лагерот на источноевропските држави. Тој период му даде мудрост на југословенското раководство на чело со Јосип Броз Тито да се сврти кон неврзаните, да го формира со Нехру и Насер. Така и прерасна до 140 или и колку станавме лидери на 130 држави така во светот. Го Се враќам на удба. Зошто е толку стигматизирана? Да. Затоа што голем број на отпадници, на шпиони, на криминалци беа репресирани. Нема шанса да можат да се провлечат како нечии или некои елементи без казна. Ова е реакција. Без казна. Ова е нивна реакција, сака да кажете. Вие бевте шеф на македонскиот дел на удба? Јас сум шампион на лустрирани во Македонија. Мене 2 пати ме лустрира, еднаш ги добив на нивниот суд, кој ја го нарекувам фашистички, затоа што мене ми... На кој нивен, појасно да биде за гледачите? Предходната власт на ДПМН и на ДУИ, затоа што јас ги апсев оние кои го рушеа уставниот поредок на Југославија, на Македонија, во кој уставен поредок сите граѓани беа единствени пред законите со нивните права и обврски, без разлика на нивната национална и конфесионална припадност. Така, еден мал изглед ќе направам, 2 пати го спомнавте Јосип Броз Тито, ве подготвувајќи се, вака прелистувајќи нешто и за вас за вашите активности во оваа емисија, налетав на 1-2 фотографии каде што сте во непосредна близина на Тито. Се уште има впечаток некој? 13 пати сум бил во обезбедување на маршалот на Југославија Јосип Броз Тито и тоа ми е најголема гордост со која можам да кажам, и тоа што сум еден од последните живи припадници на служба за државна безбедност, а и на службата за безбедност на Демократска Македонија, кој ги апсел најголем број на терористи и шпиони кои работеле против интересите на СФРЈ и мојата држава, Социјалистичка република Македонија и Северна република Македонија. Професор доктор Бабановски, сакам да ве прашам конкретно, кои се методите на
на тајната полиција, било како таа да се вика, еве конкретно во Македонија, како таа функционираше некогаш, како е сега? Има ли разлика некоја? Секоја служба за безбедност. Ова е изведено, тајна полиција е изведено од дефиницијата на задачите на службите за безбедност. Инаку не е Зашто? тајна? Затоа што тие се служат со тајни средства и методи, меѓутоа, како што новинарите се служат со јавни средства и методи и извори за остварување на информации и пласирање на информации за да се дојде до вистината, а Библијата вели кога ќе дојдеме до вистината, таа не ослободува. Значи, службата употребува и тајни, затоа се вика тајна служба, и јавни методи како со кои се служи. Сега вака, прашањето кое сакам конкретно. Толку ли е моќна таа тајна полиција да избира председатели, да симнува председатели, да избира влади, да симнува председатели од влади, да носи политички партии на власт, да ги симнува политичките партии од власт? Тоа е злоупотреба на службите за безбедност. Но има ли такви појави? Апсолутно. Организирано тоа да го прават структури? Јас сум автор на првата книга во Европа која беше објавена за злоделата на Централната информативна агенција ЦИА под наслов ЦИА Covert Action, која беше објавена 1989 година во издание на Млад Борец. Јас тога бев председател на советот, на издавачкиот совет на Млад Борец, и само што го донесов од студентски збор Никола Младенов заведе главен и одговорен уредник, а Пеце Груевски го префрливме во трудбени. Тоа по полициска линија, по така кадровска политика се водела, сега малку да вулгаризирам и да карикирам. Тие две мои функции ги двоев. Долго време и цело време бев политички ангажиран и таму воопште не го мешав моето професионално ангажирање во служба за државна безбедност. Меѓутоа, ЦИА ја напишав и објавив како трета моја книга, претходно ја објавив прв во Југославија и во Европа. Концепцијата на кој ви беше консултант од ЦИА? Имавте некакви контакти со... Сега ќе ви одговорам и на тоа прашање, да ви кажам, првата книга ми беше Југославија како објект на специјална војна, излезе во 3 изданија и на албански јазик. Како што велеше мојот пријател Славко Јаневски, излезе во лектирско издание, по 5000 примероци. До првото издание од 5000 примероци се јави Кристофер Хил, кој беше во тоа време амбасадор на Соединетите американски држави на СФР во Белград и бараше да разговара со мене и да го откупи целиот тираж. Ја немав дозвола од мојата служба да контактирам со него и затоа го инструирав младиот Никола. Тоа во тајната полиција така функционира, мора да се најави кај хиерархија. Не може да се оставуваат. Кажете ми вака, се да се вратиме на ова мало парче македонско тло. Да, повелете. Кога ја правевме промоцијата, на промоцијата говореа Никола Младенов и вашиот колега Драган Ивановски Фантом. Да, од Битола, мојот колега по воздухопловство, по едриличарство. Беше ја го земав кај мене во служба и затоа што едини кој говореше арапски јазик и турски јазик. Значи, на промоција имавме од 5000 примероци само 70 примероци. Значи, тиражот беше разграбен пред да се промовира. Кажете ми, ќе имаме, се надевам, можности за вашите наредни дела да малку позборуваме оди или во некоја друга прилика. Сега вака во Македонија на ова парче земја шетаат многу странски известители, познати и непознати на нашите служби. 15 големи тајни шпионски, не тајни шпионски служби овдека се чувствуваат како дома. Добро, да прашам, тие се поради нас, нешто од кај нас да пренесат, или тие меѓу себе си разменуваат информации за нивните држави, поголеми, помоćни и така натаму? Реков, ова наша мала Македонија, ова наша мала територија доби
огромно геостратешко значење после и малку одвојување од компактноста на НАТО пактот на Турција. Грција веќе не е она што беше додека постоеше Југославија како центар на неврзаните. И таа изгуби големо значење геостратешко и западните големи тајни служби, а и овие нашите соседи, најдоа погоден терен. Така, професоре, како на улици или не знам било каде, во кафана, во ресторан, на некоја забава да препознаеме странски известител? Па Има ли шанси? не можете да ги препознаете така, затоа што тие се добро пенетрирани. Еве имаме огромен број на разузнавачи, на службите на терористички организации. Имаме голем број на разузнавачи кои се одека пенетрирани низ оперативната акција Екзодус, која е испланирана и се реализира за префрлање на милионски број на бегалци од исламско-муслимански, арапски држави, меѓу кои покрај оние кои бегаат поради социјални прилики, има пенетрирано и голем број на разузнавачи кои треба да остваруваат увид и на самите овие што се имигранти, емигранти и азиланти, а и да работат. Така, не ми прифаќаат обично идеи, но може ли вака да предложиме Македонија е добра дестинација за шпиунски туризам, да кажеме, нешто да се развие во таа смисла. Се шегувам, се разбира, ме интересира сега со НАТО. Е Македонија побезбедна или е поатрактивна за овие активности за кои зборуваме? Ние добивме и тука еден поен кој нас не би можел и не би требал да не радува. Ние сега станавме едниот таргет. Да, тоа го изјави и од Москва и неговиот министер за надворешни работи Лавров. Знаете што, ние од тоа што станавме легален де јуре член на НАТО, не добивме ништо. Ние и денеска купуваме војна опрема и оружје преку некои приватни фирми на Бугарија. Ја бев на една презентација, не знам како погрешка ме покани, иако знае дека ја НАТО го гледам како воено-политичка одбрамбена алијанса. НАТО во целата негова историја, од оснивање до денеска, се покажа дека е агресивна, да не му дадам уште еден додаток кој го користам ја во моето пишување и никој до сега не ми се спротивставил, се однесува како платеник на политиката на Соединетите американски држави. Се разбира дека многумина нема да се согласува и од сферата на политиката, и од стратегијата, тактиката и така натаму. Но јас сакам да ве прашам, еве без НАТО, пред малку на почетокот на емисијата зборувавме за нашите соседи, за небезбедноста на Македонија како држава, за интегритетот нејзин и така натаму. Од тој аспект прашав, нели е сепак НАТО гаранција, бидејќи сите политички партии НАТО го имаат во своите програми. Сите релевантни политички партии и гласачите кога излегуваме на избори гласаме за тие програми, меѓу кои е и НАТО. И еве целта е постигната. Па гласаме ние за програми кои се како графити од зидовите во улиците, секои наредни избори ни се преведуваат, која партија досега, која се менува 30 години на власт, понуди програма долгоросна и на која ќе се држи. Ние не можеме, ако немаме концепција за национална безбедност и одбрана, не можеме... Го допревте прашањето што сакав да го поставам. Има ли сега Македонија, како држава, како институција државна, кондиција да се носи со овие предизвици, со известители, со заговори и така натаму? Нема. И како е поставено системот сега во Македонија во една реченица? Да ви дадам со еден пример само. Еден мој студент и магистрант го пратив кај еден мој пријател, кој претходно беше овдека
војно аташе на Украина, кога беше Портокалова револуција 2007 година во Киев, го пратив да биде гостин кај тој наш пријател, беше војно аташе во Македонија и кога му истече мандатот си замина за Украина, стана директор на Централно војно разузнавање. Мојот студент беше кај него месец дена и во тие седенки, знаете, во Украина има убави дами и добра водка и вечерите може да бидат многу интересни. Седичи во друштво со високи разузнавачи на Соединените американски држави, на Англија, на Франција, на Германија, таму на маса се прави транге-франге, се тргува со информации. Велите со убави жени и со водка, па можем да заклучам и вие сте имали убав живот. Слушајте ме сега да ви кажам, сакам да ви илустрирам нешто што мене ме навреди, али е тоа жива вистина. И во тоа гледа како овие продаваат информации за големи пари и прашал, вика, добро, што ја, например, од Македонија, што вас би ве интересирало како тајна што сте вие спремни да го платите? И овие почнале да се смеат. Но викат по име Иване, да го донесеш тука сега твојот председател, 500 евра не ти даваме. Веќе нема вредност. Овој се навредил, вика, чекај, ја не го тапшали, вика. Знаеш што, не сакаме да те навредуваме, само сакаме да ти кажеме дека немате тајна што можете да ја продадете. Се знаеме, значи, сепак да се вратиме на шпионскиот туризам, може ќе биде подокот. И вториот случај да ви го дадам, има соработник на висока позиција на КЗК во Приштина. И тој од време на време ми праќаше многу употребливи, документирани, проверени информации за действување против мојава држава, тогаш Република Македонија. Во една вечер ми се јавува ноќе касно и ми вика, професоре, знате шта, све што вам дајам, што ви даете вашој служби за безбедност, враќа се мени за неделю дана у Приштину, ваши студенти продaju ваши информации овде од 2 до 5.000 долара. Како зелен пазар. Каква е сега ситуацијата во Македонија? Како е поставена безбедносната системот, безбедносниот систем? Јас сум едини кој крева формално како е поставена. Кој крева глас против тоа да може најголем наш пријател, најголем, ја напишав тука, дека да се шпионират и пријателите. 28 шефови на држави на Европска Унија ги шпионираше Обама. И кога беа откриени, кога беа фатени инфлагранти, тој на со аферата прислушкување и Меркел во кабинетот и така натаму. Кажа, па добро, што ние па наши сме, не е важно. Сега тука. Добро, и нас не се случи тоа. Како ни се случува нас ова прислушкување? Овдека више не се знае кој кого прислушкува. Добро. Не се знае. Овдека прво го Израел да се купи апаратура или ја има по пазариве исто? Апаратура за да се прислушкувам и ова да не прислушкуваат чини до 1000 евра. Во Бугарија ќе се купите. Значи нема во Македонија информација вредна за продавање, ако можем да заклучам, и нема место за инвестирање. Овие адвокатите сега што го бранат Мијалков и што се обраќаат до Мосад да им каже дали Мијалков бил соработник на Мосад или работел во интерес на Мосад е ноторна глупост. Која служба ќе признае и која ќе ја фатат, што велат онака, знаете, со спуштени некои работи. А камоли како сведок на суд да ја викнат? Тоа е дилетантизам, а ние во нашето секојдневие имаме секој ден по некој дилетант, се нарекува безбедносен аналитичар, безбедносен стручњак, не знам, безбедносен ваков, Ве нервираат такви настапи? Како не ме нервираат? Тоа е безобразие. Ние имаме високи професионалци кои се маргинализирани затоа што не сакат да имаат нечија партиска книжка и да служат на партија, а не на... Добро, професоре, ако добро ве разбирам, значи ние како граѓани, па и вие сега, јас, еве колегите, не
Треба да се чувствуваме небезбедни во својата држава? Па треба да бидеме малку по-сериозни и да водиме сметка. Држава е онолку безбедна колку што го ја поддржува граѓанинот, колку што ја поддржува народот на таа држава. Слабини се институциите, Ниједна неотпорни. институција не ни функционира. Сите 4 системи на државата се блокирани. И не може тука да говорим. Ние градевме концепција во СФРЈ и во СРМ општествена самозаштита. Знаете што беше тоа? Секој граѓанин имаше обврска и право да биде информиран каква ни е безбедносна состојба. Кога последен пат некој ги информираше граѓаните каква ни е безбедносна состојба. Мора да признам, не расположивте со овие ваши констатации во емисијава. Се враќам на една друга тема. Сакате да направиме фризерај? Не, тама работа. Да направиме педикирски работи, козметички работи, па Не, тоа се разбира, го тоа не прават помага, партиски напротив, лидери, да. ја не сум партиски лидер, јас сум стручњак по безбедност, по разузнавање и контразнавање. Сум апсил терористи кои добиле 109 години една група, која ги ставаше бомбите низ Скопје, 12 години ги бркав. Сум апсил шпиуни, 20 шпиуни кои работеа за ДС, Државна сигурност на Република Бугарија, која практично ја работеа тезата Македонија да стане 16-та Советска република во времето додека беше Варшавскиот договор и Советскиот сојуз. Хапсев шпиуни, ангажирав агенти, еден заменик министер на една држава која беше поголема 3 пати од Југославија, ми беше агент, работеше од идеолошки побуди за Југославија. Вашите приказни, во наводници приказни, нели, вашиот животен пат и работен е погоден за филмско сценарио. Можеби и тоа ќе се реализира еден ден, еве идеја. Но јас сакам сега да ве вратам на една друга тема. Невладината Цивил, во чија студија сме, покрена една иницијатива, има еден проект за шверц со нелегално оружје, безбедноста и така натаму. Каква е состојбата во Македонија на оваа тема? Што се Ова е случува? кванташ. Знаете како работи кванташ? Па ние немаме увид што све се продава на овој терен. Ќе кажам 3 примери. Кажете ми како влегува и каде од оружјето, сега- кој го купува, кој го продава, како се движи? Токму тоа сакам да ви го кажам. Прво, во март месец 97 година за 51 секунда се распадна државата Република Албанија. 600.000 Кога пробија граѓаните во касарните, да. Слушајте, 600.000 калашникови беа изнесени од војните магазини. 3.000 тони ТНТ, класичен експлозив, преку една бугарска фирма беа извезени во Ирак, кога беше Садам Хусеин на власт. 3.000 тони беа извезени. Колку илјади тони беа разграбени и разнесени низ светот? Каква е состојбата овде, на ова наше македонско парче земја? Никој не знае колку кратки цевки се продадени преку наш терен овдека. Што значи кратки цевки? Пиштоли, тие работи. Полесно оружје. Исто така, ракетни фрлачи што ги има, рачни фрлачи, тие работи. Значи тоа. Второ, на 6 ноември 1991 година во Скопје дојде, гостуваше и донесе 2 шлепера оружје, Аркан. Беше гостин на мојот министер, ја му бев тога и советник, на Јордан Мјалко, а во тоа време не бев во тоа друштво, не седев во Holiday Inn, тогаш Гранд Хотел, бев во 11 дена гостин бев на една голема фирма Тера Негра. Добро, прашам, каде е сега тоа оружје? Еве денес каде, после толку години. Бидете малку трпеливи, не може да се зборува. Така не гасат секундите, да. Аркан го донесе, беше гостин на Доне, сега моментот не ми текнува презимето, директор на Македонија Турист, поштално го
присвои Holiday Inn. Мијалков, Доне, Ѓорѓи Наумов, министерот за правда, и Раде Перишич, кој живееше во мрачно со роđена сестра на Јелцин. Тој го донесе заедно со Аркан оружјето овдека, и тоа оружје, бидејќи у тоа време Тоа беше за овде или за извоз? донесено за овдека. И тоа оружје заврши на Пелистер под контрола на Црномаров. И до денеска никој на тоа не даде одговор. Имаше некои акции за собирање оружје? Таа акција, ќе ви кажам, се вика Килибарска лисица, така е нарекува овој од Умпрофор, и јас ја мајтапев, затоа што успеа на ова подрачје кај што на секого кој ќе му бркнеш на бит пазар од джеп, ќе му дадеш некој од оружје, они успеа со кубури, со Зошто само на бит пазар лоцирате по национална некоја линија? Не, па таму на може бит да се пазар купите, како пазар, како да. пазар. Инаку да ви кажам, најголеми шверцери на оружје не се како што ви мислите, како што некои мисли албанците. Не. Тука има неколку македонци која партија на власт. Како државата го превенира да се заштити, да го слушајте ме сега. Оружјето што беше трансферирано на Пелистер преку еден мој близок соработник беше се вклучија некои структури од полиција во крчмење на тоа оружје и во Кравари, во акција една оперативна, беа евидентирани 42 сандука со муниција за долги цевки, голем дел за кратки цевки, золи, тешки митралези, се тоа. Прашав, намената им е за паравојска или намената за шверц натаму? Еден дел, човекот од Кравари со синот, од Кравари го носи кон Скопје. Вклучени се моите студенти од тогашна СДБ и го следат се до... Тоа како практична вежба за студентите? Се до наплатна рампа кај езерото Младост. И тука вршат реализација. Го зауставуваат, цело време снимаат со видеокамери, со сите тие работи, го зауставуваат, му го взимат целиот тој арсенал, голем дел од арсеналот, бидејќи во комби го вози, а син му напред со Мерцедес го чисти патот. Кај што има полициска патрола, застанува да ги прашува нешто, овој си минува. Добро уиграно, све така. Тоа така се работи. Ја го прашувам мојот, сега нечем да го именувам, тогашен мој студент, шеф на испостава на државна безбедност во Битола. Добро бе, кажи ми, кој те учел тебе, кога сте оделе од Кравари на кај Скопје? Зошто сте го апселе на езеро Младост? Зошто не оставивте да го однеси, кај што ќе го предаде, ќе го апсеме и тој, значи ќе се... Ланецот е прекина, И значи... тој ми викал, знаете, професор, ова, не, знаеш ли што? Ова говори дека вие сте биле вклучени во таа акција и после години од како... Може ли да зборуваме денеска дека постои мафија за оружје во Македонија? Слушайте ме, откако го осудија овој, во затвор он доби 11 години, силно 5 години, ја му правив некои погодности за да допреме до овој кој требал да го прими. Да каже тоа што треба да каже. Тој ми вика, професор, сега не си правам комплименти, него вика, много си умен, вика. Професионален си. Па ако ти кажам, отиде моја глава и на моја фамилија. Што повеќе од тоа да ви кажам? Може ли да констатираме дали има се уште во Македонија активна мафија која се занимава со шверц на оружје? Апсолутно. И второ, можно ли е таква мафија без структури во тајната полиција или во власта? Не, па некои генерали беа осудени, нели една група ја
направија така, за да ги застрашат некои како мене што не знае да се сопрат. Да завршиме, што предвидувате, како може системов Македонија да се штити од овие действија? Уште овој податок да ви го кажам, прв пат го изнесувам. Еден мој голем пријател, на голема позиција во верските структури, ми кажа во доверба, овој прв пат го кажувам, на негово име стигнал еден брод оружје во нашиот сосед во Тирана. И го канат да дојде да го потпише кон османот, за да може оружјето во Драдж да се истовари. И кој кога оди таму вика, ја проповедам вера, ја проповедам мир и љубов меѓу луѓето. Мене оружјето не ме интересира. После тоа неговата кариера беше Запечатена. затворена. Значи спас нема, ако добро ве разбирам. Испраќач на оружјето, брод, беше Саудиска Арабија. Вие знаете за Иран Гейт, кој го снабдеваше Тужман со оружје? Знаете кој ги снабдеваше муџахедините и чечените во Босна, на Косово? Се плашам дека премногу ќе ја решириме темата, но мене ме интересира има ли кондиција нашиве служби, нашава држава, нашиве институции, нашава политика да се справува, колку толку да се справува, за да не биде лесен патот на оружјето, влези и излези. Апсолутно имаме човечки ресурси во структурите на безбедноста, на разузнавање и контраразузнавање, да се справат со овие зла, само недостасува за 30 години политичка волја тоа да се стори. Како што недостасува политичка волја да се расчисти, да се стави крај на организираниот криминал, некои на високи функции ги мешат работите. Општиот криминал со организиран криминал. Општ криминал постои од првобитна заедница. Кога се делел пленот, некој ќе украде. Нема организиран криминал во кој не се високите владини структури. А за да владата биде ставена под контрола, треба да изградиме представнички дом на народот и на граѓаните на државата Северна Република Македонија. Професоре, спомнавте на почетокот, што е вашата наредна активност во смисла на ова на вашата потреба се уште да создавате, да творите, да пишувате книги? Подготвуваме еден проект кој не ни го поддржа владата на чело со ДПМНЕ и ДУИ. Не ни го предложивме и на владата на СДС и ДУИ. Пак не помина. Проектот е мрежата на Абвер на Балканот. Не од историски аспект, туку токму она што вие ме прашувавте во почетокот, да покажеме зошто е УДБА толку страшна за некои луѓе. Затоа што коренчињата на луѓето кои се на високи позиции во оваа држава допираат до Гестапо, допираат до СС, допираат до Абвер, која тамо у комисијата 5 члена, меѓу кои и ваша една колешка, нечем да ја именувам, на која и гостува во една емисија која и вие водевте во Канал 5, не знае што е Абвер, а не одбиле со образложение министерката го подпишала, што е срам за Социјалдемократски сојуз, го подпишала дека нема едукативна вредност темата и нема литературна вредност. Замислите вие, Абвер немал едукативна. Мислите во Алфа телевизија, не во Канал 5? Да, сега ми се врати филмот. Не, во Канал 5 бевме во пресинг. Така, да. Таа се добро памтам, се уште ме служи ова. Ајде, може би ако нашиве власти, што се вели едни, други, трети, немаат слух за ова, може би некоја странска донација. Знаете зашто е битно сега да ја објавиме оваа книга? Затоа што во Европа, во Европска Унија, Качински пред некој ден рече, Германија се подготвува да искористи Европска Унија за четврти рајх. Еве, Дистрих и Цивил
даваат можност ова. Приметувате ли дека имаме ползечка Така ви реафирмација на нацифашизмот? Еве ви у Бугарија, еве ви Романија, еве ви европските земји, па погледнете Естонија, Литванија и тие дели таму. Да се надеваме дека сепак демократските сили ќе издоминираат, нели? Ако не ги разбудиме, ако не јавно кажеме тоа што го гледаме, ние ќе се најдеме еден ден. Добро, дочекуваме што спомнате тајната германска служба од Третиот рајх, да ја прочитаме, да ја најдеме некаде меѓу кориците, да видиме уште живурка велите. Професоре Бабановски, ова е дистрикт на Цивил Прес студио. Ви благодарам. И јас ви благодарам што ме удостоивте после 4-5 години да можам да добијам малку простор во мојот медиумски простор, иако доаѓа од Москва Експрес, државната агенција на Руската Федерација, правија интервју со мене, правија интервју со Резеп Сулеймани, тогашен представител на Исламска верска заедница, на мој предлог, затоа што тој човек беше единствен кој со една невладина организација предложи да се едуцираат младите албанци и припадници на Исламска верска заедница да не одат на туѓите боишта и да гинат за туѓи интереси. Добро, ете, затоа тука е Цивил, тука е дистрикт, ќе има се надевам натаму прилика. Дистрикт, Цивил Прес студио, професор Бабановски, ви благодарам. Молам и јас ви благодарам.